Повеќе од една деценија штипјанецот Атанас Сарпанов се бори да ја исправи неправдата што му ја нанела македонското судство. Тој е единствениот стечаен работник во поранешна МЗТ Метална Штип, кој пред управниот суд не може да докаже дека и оваа фабрика влегува во списокот на предпријатија во кој до 2004 година државата се јавува како доминантен собственик. Ставот на судијата не се менува ни откако владата на дополнетиот нов список го доставува до управниот суд. Апсурдот да биде уште поголем, неговите 6 колеги, кои по истиот основ тужеле, ги имат добиено делата. Единствено за Сарпанов правдата останува слепа. Иста фирма, иста дата на стечај, иста ликвидација, исти ден одење под завод, другите да добијат, вие да не добиете, тоа е многу лошо. Во случајот на овој штипјанец кој целиот работен век го поминал како машинобравар во метална, проблемот е во тоа што судијата не го зема во предвид вториот на дополнет список на предпријатија од 2013-та, во која државата се јавува како доминантен собственик, како што во случајот е и со неговите колеги. Туку се води по првиот список од 2009-та, во кој фабриката ја нема. За да го тргнат превезот од очите на правдата, до Врховниот суд поднесено е барање за заштита на судење во разумен рок и му е досудено исплата на надоместок за неразумно судење. Поднесена е преставка и до Републичкиот судски совет, но таму се изјасниле дека не се надлежни да ги испитуваат судските одлуки. Иеко, како што вели неговата адвокатка, дека според закон тие се должни да ја следат и оценуваат работата на судиите, како и да ги разгледуваат годишните извештаи за нивната работа. Републичкиот судски совет треба у рамката на неговите надлежности да преземе некои действија. 12 години судење е стварно неразумно, за кој човекот добива и надоместок. Му се признава надоместокот. И во самото образложение стои дека единствена вина за неразумното судење е на страната на управниот суд, никако не на тужителот Атанас Сарпанов. Сепак овој машинобравар кој 33 години работел во метална не губи надеж. Се надева дека еден ден правдата ќе излезе на виделина, а 240.000 денари постов на обештетување од страна на државата ќе му бидат исплатени. Сега очите на тужителот и на адвокатката се вперени во Вишиот управен суд, од каде чекаат да им одговорат на жалбата по поднесено барање за повторување на постапката со нов доказ, со списокот од владата од 2013 година.